причина за постоење во на Скопје во измина 90 години со лого. Ние сме од тие генерации што почна да го пратат темзите уште негде од крај прво, второ деление, така да тоа се што се вика златните години на клубот, кога се постигнати најголемите успеси на европски план. Реал Мадрид, Порто, Бенфика, повеќето од нас што подоцна чекаат титула 20 години ги доживеа веќе кога беа прво, второ деление, и тоа се горе-долу идеални години за да почне некој да се зарази со клуб или со генерално со спорт. Аеродром е познат како насоба во која што малскиот живот е на едно високо ниво и да кажеме не само фудбал, него и кошарка, па и некои други спортови сега нормално повеќе индивидуални се многу застапени, така да и со баскет јас имам почнато да се занимавам негде од прво, второ деление со тренирање во локално во школа, понатаму да кажам и во МЗД како клуб кој што ги собираше во тоа време најдобрите, односно сите луѓе кои што сака да тренираат, и имаше прилично јака селекција. Така да и клубот негде функционираше во таа средина на 90-тите многу добро. Со самите триумфи над Реал Мадрид, Порто, Бенфика, вратио фарми, низа други клубови тогаш во европските натпреварувања. Се створи едно јадро од навивачи кои што понатаму 97-8 го формираат и групата, односно фамилијарото. Претходно се до тоа било на едно, да кажам, по-стихино, полошо организацијско ниво при крајот на 80-тите, кога се појавуваат и сервис кру, понатаму и пирамида. Ама во секој случај тоа се луѓе кои што и понатаму во текот на 90-тите, па 2000-те и сега нормално во минатите години биле тука сегогаш со клуб. Тоа што е интересно за нас нормално како група и едно движење, да кажам, кое што се имаме истакнато низ годините, дека сите некако имаме раснато со оној менталитет на андердог, односно на луѓе кои што се имаат доста се имаат соживувано со клубот и со неговите не само победи, туку и претежно порази. Така да МЗТ низ годините, како што има на повеќето луѓе познато, бил клуб кој што немал својна титула на сметка на работнички, па и на Николфер, подоцна на Пени, што се менува некаде при крајот на 2009-10 година, кога и групата започнува со појака организација и самиот клуб влегува во рацете на општината. Така да низ тие години се гради целокупниот менталитет на луѓето кои што живеат со клубот, со населбата, со сето она што се смета за битно за функционирање на една група или клуб. Па така и јас, што се вика од самите таму почетоци, од кога сум одел на МЗД со татко ми, подосна со другарите од основно, после тие од средно, понатаму со малските. Имаме направена една историја, односно ретроспектива за секоја година да може да се напише, за секоја сезона да може да се напише по една мини книга за доживувањата. Сеедно дали тоа биле надпревари каде што имало многу случувања на навивачки план, многу случувања на играчки план, ама во секој случај сме биле тука, сме ги следеле надпреварите. Јас памтам таму од некаде кога завршував и основно 2003-2004 година. Цели зимски распусти сме ги поминувале во сала, затоа што салата беше отворена, може да се следат тренинзи и фактички салата МЗТ ни беше генерално некој втор дом. Да не зборам за надпреварите, за утакмиците кога се одеше дали за викенд, дали за работен ден, се играло и на празник, се играле припремни утакмици во 12 сат, во некој, да кажам, шпански термин денес што е популарен. Цело време имало некоја, да кажам, цифра од 300-400 луѓе кои што оделе, следеле, се соживувале со клубот, ја следеле ситуацијата, и со текот на времето се испостави дека од тие луѓе со многу јак менталитет, со многу јак изразено чувство за љубов кон клубот може да се направи една ултранавивачка група која што ќе го следи МЗТ и на домашните надпревари и на гостинските, седно дали се работи за надпревари во Македонија или во НЕЗ. Така да тоа се горе-долу некоја моја кратка ретроспектива за тој дом. Уште мал
од златните времења на МЗД, кога следат сите со игра со Реал, со фанатите. Ја го следев дома преку телевизија, нормално, пошто многу мал, а јас од друга насела, што е исто интересно. Не бев толку близко до селата, за да можам, како другите, да само да претрчат преку улици и да отидат. Еден ден ми излегува четири кои исто од друга насела, скроз од Козле. И рече спреми се, бил спремен, зимам и идеме со 23-ка. Ме зема, јас нормално пресреќен, што воопшто идам на утакмица, што ќе бидам дел, не знаев ни што да ме очекува кога стигнам таму, што беше најинтересно. Влагаме во натре, тоа е тотална еуфорија, ме однесе на дерби со работнички и влеговме препуна сала. Искрено не се сеќавам дека воопшто ги видов играчите, пошто се една парната што беа до стаклата, го слушав навивањето и уживав, бев препотен целиот и таа атмосфера не се опишува со зборови. Од тогаш натаму малтене секој ден го молев дали има нешто следно, иако беше тоа, мислам дека некој од последните утакмици нормално пораз тогаш, како и сиден, сепак ми инспираше да сакам да го гледам постојано МЗД. Така и продолжувам, почна да ме носи, подоцна и сам почнав да одам, што со некои други пријатели, што со другари кои ги запознав таму и идев малтене редовно, пошто и тренирав кошарка и ностоп и бев во салата, таму се игра и младенски утакмици, сите и многу други категории се играа, пошто таму имаше семафор. Малтене ностоп бевме едноставно со магијата која имаше таа сала, која и ден денеска ми е жал што да не речем ја нема. Така се до еден момент кога клубот поради тоа што не освојуваше титула моци и финансиски почна да пропаѓа. Клубот финансиски е многу слаб и каде што се случува, нели, подоцна ќе дојде и маршот за спас. Во еден период пред тоа, пошто се занимавав со некои работи кои не ми беа многу познати на другите, векторско истратување, не од картите што ги имав собрано и од останати некои сегменти, флерчиња што имаше по весниците, ги скенирав тие брзочетни и ги прецртував. Не знаејќи никој потогаш дека јас после прецртани сите тие лопца кои што најстарото знакче, што подоцна и редизајнираното знакче со каде што со патиките, малтене никој не знаеше дека ги поседувам. Се доека моментот кога почна експлозијата на Facebook и останатите, каде што се става некој ниско резолуција, кога се зачудија дека воопшто ги имам кај мене такви и многу други фотографии и слики од НЗТ од тоа време, што само по себе мене ме радуваше дека да го правам тоа, да на некој начин да ги зачувам во најдобра можна форма сите тие ствари, од карти, сечоци од весници, скици кои ги правам за кои ги имам до ден денеска, па и подоцна кога се вклучивме целосно како група која се формираше на нашиот тим, каде што можеме да ги искористиме за сите наши следни планови, сами по себе веќе се историја од денешен ден. МЗД своето последно финале таму го играше негде 2004 година. Памтам дека изгубивме тогаш од работнички. Дури тогаш се играше македонско првенство, памтам на 4 добиени и дека беше 4-0 или нешто 4-1. Така прилично лесно и има Dream Team. Во секој случај после тоа започна полека но сигурно да тоне клубот и да нема некои големи успеси. Тоа беа години во кои што ние како генерација со некои 15-16 години бевме доста активни, како што спомнав претходно, многу одевме на МЗТ и генерално ни беше пасија не само одење на дерби, туку и на сите надпревари. Значи се одеше, не знам, со тоа сум јас, имаше такви инстант екипи кои што
тука беа за година две да не прамуваат после за фени и за сличните. Во секој случај беше период во кој што немаше некои големи успеси и навистина ни беше интересно барем кога ќе може да победиме некој од типот на Вардар или на некоја таква екипа. И со самото тоа, како што спомнав и претходно, растеше цело време таа желба за успех. Од друга страна, обратно пропорционално, тимот имаше се полоши резултати, немаше пари во клубот, немаше спонзори, едноставно се распаѓаше. Придонесе на некој начин да се направи тоа цврсто јадро, кое што понатаму од кај 2008-2009 ќе започне цврсто да гази по тие навивачки патеки и кругови. 2008 година во втората половина од сезоната Фемили Аеродром оди во бојкот. Исто тука обратно пропорционално МЗТ започнува да игра добро, некако се спојуваат два-тројца добри странци и екипата стигнува некако до полуфинале. Сепак нормално не успеваме да освоиме титула и повторно паѓа се во вода. Веќе на стартот на 2009 година не се знае дали екипата ќе екзистира, односно дали МЗТ ќе функционира, нема раководство, сите го напуштија клубот, има тројца играчи, да не правиме муавет воопшто за странци. И тука полека, како се вика, на мака се познаваат јунаците и при една стихина организација, во тоа време преку социјални мрежи, МСН, телефони, се прави едно, да кажеме, цврсто јадро од 5-60 луѓе кои што го анимираат буквално цел аеродром и за 3-4 дена се успева да се организира еден спас за марш на МЗТ. Се оди по новинарски редакции, се викаат луѓе, се викаат стари играчи, легенди и буквално само се чекаше да дојде тој ден. И ние навистина бевме изненадени како сето тоа изгледаше. Нормално беше предуслов да нема никакви инциденти, маршот беше планиран да се направи до Сава. Од денешен аспект тоа изгледа доста интересно затоа што немаше буквално никакви средства, никој не ни помогна на нас, се тоа беше само финансирање од пиротехника, пароли пишувани на стари церади кои што беа најдени во Сава. Значи, навистина една организација која што пред се беше направена со многу љубов и ентузијазам, а на второ место секако дојдоа тие средства и работи кои што произлегоа од целокупниот марш. Беше целата идеја да се постигне еден ефект на кој што луѓето ќе седнат, ќе подразмислат, ќе се најдат спонзори можеби локално. Тука нормално општината влезе во клубот полека но сигурно и се трансформираше понатаму со текот на годините и клубот во акционерско друштво. Се друго понатаму историја. За неколку години клубот стана шампион, а Фемили остана секако запаметени како некој кој што ја повлекол целата работа кога било најтешко. Денешна перспектива сето тоа изгледа невозможно, ама тогаш ете така се погодија коцките, не знам, да се организираме преку Facebook, кој што беше доста актуелен, преку телефони, преку, не знам, настани и слични работи. Мислам дека во денешно време да се организира такво нешто е многу потешко, затоа што така луѓето се малце се повеќе мрзли. Од 2009 како почнуваат оние моменти на борба за опстанок, така групата се бори како шести играч на теренот. Од првата утакмица која што беше со Playmaker и една страшна организација, се уште нормално поделан на маршот кој беше некои 2-3 недели претходно. Успеавме да ја наполниме скоро цела сала со екипа која што до крајот на сезоната, истата сезона, мислам дека и не постоеше. Ако ме држи сеќавање, мислам дека ја изгубивме утакмицата, ама доста добивме во поглед на ентузијазам, односно се виде дека од понатаму од утакмица во утакмица како група ќе раснеме. Тука започна и оној период на кој што поактивно почнавме да размислуваме за кореографии, за содржина на самите утакмици, за пароли, за интересни работи кои што групата може да ни однесат во една насока, во една посакувана насока за нас тогаш. Во тие години клубот мал да не секоја утакмица ја губеше,
И многу често губеше, но ентузијазмот кај нас беше се поголем и поголем. Спремањето за секоја утакмица беше како за малку некако за финале. И од тогаш беа тие моменти кога сите се чудеа како останувавме во салата и после пораз, уште саат време со пеење, немаше повесници, беше чудото зашто воопшто се случила таква некоја магија таму. Тоа е причината за така добрата организација, а сепак беше во тој ентузијазам и тоа така се поклопија коцки на сите што малте не се здружија во тој момент во групата. Сите знае и местото и за што секој од нив е задолжен. Кој води навивање, кој прави кореографии, кој е задолжен за, не знам, социјални мрежи, па направивме после и веб-сайт кој што вака беше сиромашен од некој аспект, ама ни беше интересен затоа што нормално таму си ги објавувавме сите оние содржини. Да памтам дека луѓето брзаат дома одма после утакмица да видат видеа и слики, па видеата се процесира, не знам, цела ноќ заради, не знам, лоши апарати и камери, па наредниот ден кога ќе се пуштеше видео, тоа беше многу јак филм од денечен аспект. Исто беше и со сликите, ние просто ги обработувавме поголемиот дел од утакмиците. Баш гореше инбоксот во тоа време, затоа што луѓето сакаа да видат, не знам, сеено дали имало кореографија или дали имало некоја парола или било што сака да видат како изгледа трибуната. И секој горе-долу си пронеде некој поле во кој што е добар, некој беше подобар, не знам, денес имаме луѓе кои што се програмери, тогаш го направија сајтот. Имаше и форум во тоа време, затоа што беше популарно да се има форум на навивачка група кај што може да дискутираме, да се договараме, да објавуваме содржини исто така и целата организација беше на едно високо ниво, кое што се должеше сепак на таа кохезивност на аеродром како насел. Нели беше еден од првите кои има фанпејдж страна, која за разлика од сите останати на Facebook, сите останати клубови, тоа може да се провери, имаше многу повеќе следбеници без разлика дали беа за МЗ или не, што беше чудо како воопшто ние имаме толкава бројка но имаше и се постираа слики и се постираа многу интересни работи каде што се анимираа сите, поготово тие што беа од аеродром, за да очекуваат нешто следно, кога ќе има што е најавата за следната утакмица, како би се идело на утакмица, што се спрема. Цело време имаше некоја активности кои малте не ги следеа сите, без разлика дали се од тука или не. И бројката растеше секојдневно, таму тој беше малте не зачетник на таквите групи кои ние без реклами во него успеавме да стигнеме на огромна бројка на следбеници. Да, не се инвестираше како сега во пејд, спонзорски и слични работи на социјални мрежи, него сето тоа беше резултат на наши активности и цело време. Почна да се објавуваат и ретро слики, приказни и слични работи во кои што пак ќе кажам учествуваше едно јадро помеѓу 30 и 50 луѓе кои што беа цело време и во сала, и на утакмици, и на гостувања и секаде. И на некој начин се направи фама околу МЗТ, околу клубот и пак ќе кажам даде елан целиот тој марш за спас, кој што нормално сега го спасите, мислам ајде да видиме што да правиме понатаму. И нормално после да кажам 2009 година успеавме да обстанеме, што беше нормално и главната цел за таа година на клубот. И знам дека сезоната заврши негде во април месец, а наредната почнуваше за нас, мислам да достигнавме плејаут, заврши во април, а наредната почнуваше таму во октомври, имавме 6 месеци онај геп измеѓу период во кој се треба да се спремаме за наредната. И тоа навистина и добро ни дојде на нас, затоа што имавме пак бурна сезона, многу активности, за повеќе од нас тоа беше ново, затоа што не знам, некои беа уште средно, некои на факултет, некои со работа, со обврски, ама сите на крајот на денот се
собиравме во сала или на утакмица или малски и живеевме за клубот. Така да тоа беше своевидно спремање и градење на она јадро кое што понатаму ќе ни донесе супер резултати. Кој што кажав, 6 месеци имавме да се припремиме за сезоната и тука навистина ни се јавија доста идеи и планови. И генерално тој период беше интересен на навивачки план затоа што интересот беше многу во подем, а ние доста следевме и сакаме да следиме и уште следиме што се случува кај нас во околината, Италија, Аргентина, било каде и навистина како некој стил од кој што сакавме да црпиме доста идеи. На поле на кореографии следевме италијанци, на поле на песни следевме аргентинци, ама не беше тоа во стил на да ние нешто копираме, туку баш напротив чисто да видиме што прават другите за да можеме од нив понатаму нешто и да научиме, затоа што пак на крајот на денот мора да видиш нешто, да прошеташ, да собереш искуство за понатаму да можеш да го направиш и кај себе. Така да таа 2010-2011 сезона беше многу, да кажам, на навивачки план содржајна, затоа што веќе и во клубот беа влезени пари, општината, имавме спонзори, некои играчи кои што беа познати на македонскиот пазар се вратија кај нас, некои израсна од клубот, донесовме солидни странци и навистина бевме конкурентни. Ми се чини дека таа година игравме финале на купот, се играа првите дерби утакмици во Борис Трајковски и бевме доволно напалени. Сите малцени не беа доволно напалени. Очекува секоја утакмица се очекуваше што ќе се случи, што е спремно, што како ќе биде текот. И во тие моменти малцени многу добро се покажавме. Веројатно и поради претходната сезона, која малтене направивме добар склоп меѓу нас, почнавме да се што вадиме ние како група да биде прифатено апсолутно од сите. Да, затоа што и пазевме што вадиме. Пазевме што вадиме. Не вадевме по секоја цена. На сите форуми странски каде што нешто се постигаше наше, имавме само пофални зборови за тоа како го правиме, како од нигде никаде кај црпиме инспирацијата, имавме многу уникатни идеи за ден денес кои некои остана и се многу интересни. Да, понатаму некои што се вика не ги ископира, некои сакајки, некои не сакајки. Тоа е пак доволен доказ за тоа дека сме работеле правилно. Од друга страна, да. Пак не заслушале еден со друг, со искуства, со разговор се било донесувано во консензус, немало ништо на своја рака, затоа што пак за да направиш нешто не можеш сам, поготово како раснеше групата, беа потребни се повеќе луѓе во самата организација, затоа што не е исто да направиш кореографија за 200 луѓе и да направиш кореографија за 1200. Така да, пак тука ќе повторам, клубот изигра одлична улога затоа што се направи една кохезивност помеѓу клубот и групата и нема едно без друго. Генерално ние постоиме за клубот, ама и клубот постои за нас, што во денешно време ете за жал и не е таков случај. И гледајќи ја сезоната и некои видеа од тие надпревари се забележува еден тренд на раст, односно ние сме растеле од утакмица во утакмица. За жал не успеавме таа година да го освоиме купот, ете така ни остава во сеќавање тоа едно дерби во Борис на финалето кое што за малку го изгубивме купот. Понатаму игравме исто така полуфинале кај што губевме 2-0, па се вративме на 2-2, па изгубивме за 3-2, што исто така ни беше малку на рана, ама нормално пак за да стигнеш до врвот никогаш не е лесно и треба да се пребродат тие моменти, ни даде сила и на нас. Преку ноќ ќе се врати клубот. Не бевме зрели ни како клуб, ни како група, затоа што и ние правевме уште некои работи тука на штета од оваа перспектива како фрлање, плутање, казни и такви работи, така да ни помогна да созрееме и на нас уште повеќе како група. И на грешките си научивме, понатаму веќе сезоната тогаш исто заврши така во мај, мислам дека
Не се сеќавам кој точно е освен, мислам дека освен Фени, дека тоа им беше последната титула на нив и од тогаш фактички започна и доминацијата на Имците како клуб. И на нас уште поголема како група. Значи, малтене од наредната сезона, сезоната пред да освоиме титулата, од тоа лето, целосното наше спремање, ако се од денешен аспект, беше стварно интересно. Значи, од маркетинг кој ден денеска не е, малтене другите групи не може да се пофалат со таков маркетинг, каде што собиравме средства за наредната сезона, каде што почна изработката на транспаренти, на графити, на сите други реквизити кои ќе ни бидат потребни во текот на целата сезона, што стварно треба огромни средства за да се соберат, но само тоа што целата маса на тука во Аеродром луѓето беа електризирани, многу и лесно ги продававме. Од денешен аспект кој ќе спомнеме дека сме продале за еден ден 600 мајци, луѓе се чудат. И тоа сме ги продали на луѓе што доаѓаат на такмица, не на било кого, него на луѓе што доаѓаат. И така сме собирале средства што односно многу ќе бидат значајни, што за гостување, за пат, за да се направат хореографии, за казни кои нормално се составен дел на секој навивање. Не може без казни, не е интересно. Да, беше интересно тој период затоа што ние нормално екзистиравме како група и од таму крајот на 80-тите, средина 90-тите и луѓето знаеа дека зборам за овие од страна, за балканските земји, генерално Србија, Хрватска, па и некои грци, па и со руси, некои пољаци што сме биле во контакт со нив, знаеа дека генерално во Македонија главни групи се Комитич, Кембари, со текот на времето биле актуелни Мајмуни, Фаланга. Од сите градови си имаат по некој блесок така од година-две, ама им беше интересно на нив затоа што ние сме група која што строго навила на кошарка и строго навила во сала, што од друга страна од некои тука локални беше окарактеризирано како па вие не сте вистински навивачи, не сте утра навивачи, вие само во сала навивате, не знаете како е да се навива на дожд, едно друго, ама пак јас тука нормално имавме контрааргументи генерално. Тој што не бил во лименката, да. Не знае како е во лименката. Не знаат дека у сала понекогаш у сала било поладно понекогаш него што било надвор, така да не е дека ние сме се грееле, сме седеле на сега се популарни овие столчињата со греачи и со слично, туку баш напротив. Ние пак да кажам дека спиевме буквално во сала, имало денови кога сме правеле кореографија до 4-5 сабајле во кои што не ни се испатило за да одиме дома да си легнеме за тие 2-3 сати, туку сме останувале во сала, сме сме јаделе, сме доручкувале у 7 и сме оделе на работа на факултет или на предавање, така да тоа биле години, да кажам, во кои што оној ентузијазам и баш така се покопува таму од 2009, 12, 13, па и понатаму го дававме својот максимум за да групата ја качиме на едно повисоко ниво и од друга страна целиот тој фидбек беше прифатен, значи како локално од луѓето тука, наши сограѓани, пријатели, другари, вие сте од фемили, па ќе не бидеа со мајчка и ти имали мајчка за мене, да ми најдеш мајчка, па јас сум за ова, за она. Од друга страна, ние немавме некоја, да кажам, јасна стратегија во поглед на маркетинг и на тие работи, повеќе стихино ги правевме работите, односно го гледавме, односно сакавме да го осетиме пулсот на луѓето кои што беа околу нас, така и ги правевме работите, така да не одевме толку агресивно да речеме сега да направиме 10 видови мајци, па после да се мислиме што со мајците, него одевме чекор по чекор и како што одеше клубот скалило по скалило, така одевме и ние нагоре. И тоа ни донесе што се вика убави резултати. Со текот на времето бевме препознаени од контакти од други групи, луѓе, некои луѓе кои што доаѓаа на наши утакмици, чисто сакаа да дојдат да не видат, па имаше и тука лидери на странски групи, локални кои што се на едно високо ниво, кои што радо доаѓаа, доека беа во Скопје во Македонија и кои што на некој начин беа импресионирани
со целото навивање, односно целиот, да кажам, перформанс. Така да го сведовме идењето на имзите не само на следење на обична утакмица, него на стварно правење на доживлje, затоа што ни беше тоа, да кажеме, структурирано на одреден начин. Сега ќе оди една песна, понатаму ќе оди друга, па можеме сега, ако не ни оди, да уфрлиме трета песна, па ако губиме за 20 разлика да пееме трета. Во секој случај, значи, ние не бевме тука како сврха сами себе, како се вика, него баш напротив учествувавме активно во самата утакмица. И тоа пак повлекува многу, затоа што, како што кажав претходно, сите сме растени со клубот, сите сме биле тука и кога било добро и кога било лошо, сите пратиме кошарка, знаеме, следиме првенства локални, Евролиги, NBA, се игра пожустар баскет понекогаш во малот колку што се игра во салана утакмица и на тој начин луѓето немаше тука можност да дојде кај нас некој играч и тој да биде донесен како е многу јак. Одма се гледаше на прва, втора акција, прва, втора утакмица, се гледаше дали е добар или лош. Така да од тука произлезе и целата ситуација со МЗД, затоа што луѓето знаеа како диша клубот, знаеа што сакаат да направат и со групата, и ние генерално знаевме во која насока водевме, а сето тоа беше така на едно романтично ниво поставено, значи беше целата ситуација дека го чекаме тој момент да дојде титулата. И слободно можеш да кажеш таму организација околу 2012 титулата, тоа незамисливо за денешни услови, мислам дека е генерално. Иако само на титула повторно ние имавме тој некој малер да не ја дочекаме таа, да не ја прославиме со играчите. Моравме да ја чекаме многу далеку таму кај што се подигна титулата. Но само таа серија што ја игравме со фени претходно и во нашата сала, тие неколку утакмици претходно и може од денешен настан да ви кажам дека се незамисливи. Ги гледате само на светски надпревари, кореографии кои ги правевме стварно перфектно. Тоа беше организација од 20-30 луѓе кои секој си ја знаеше работата. Еден купува платно, друго носи да се состави тоа платно, трет прави скици, купува бои, меша, четврти купуваат нешто за мезе, сок, ресани. Тоа беше еден таков склоп, што кој не видеше од страна, беше зачуден како цело тоа изгледа, како стварно беше фасцинантно на некој начин. Еве ќе кажем од финалната серија кореографијата Плава чета, која малтене онака ја спремавме во за Великден. Таа беше за Великден спремана. Сите по празници негде беа отидени, памтам, а ние во сала спиевме. Затоа што имаше да се суши тука боја, беше прилично голема. Прилично голема, правевме не беше од најлон. Походниците, да, не беше од најлон, значи све е фарбано. Се чудеат жените што го справуваат платното, што ќе правите скокаво платно. Сите мислеа дека е нешто политички, затоа што воопшто не беа свесни дека тоа се пари кои излезат од маркетинг и користиме баш за тоа. Од 2 го донесовме платното, значи тоа го пуштате во сала и се чудите. Салата е мала за да го собере платното. Да, мораше на 2 пати. Да, и тоа сте го измериле. Па се суши, па не дозволувате на другите клубови кои тренираа во тој момент женската фигур, тренираше, па им смрдало на боја и они играа некој финале, не им дозволуваме да тренираат пред финале. Чи може да мислите што све сме правеле за да на крај искочи таа слика кој не знаете колку коментари имаше за да се искочи пуштете слика и кога ќе искочи таква една слика, тоа се чувствувате феноменално, иако трајала пример минута 2, колку што се крева кореографијата, каде што тоа подплатното, знаат тие што биле подплатното, што се случувало таму, каква еуфорија и кога ќе се спушти, знаете дека таму има момци кои урлаат, кои ќе изедат кореографијата. Кои ќе изедат и не верувам дека ќе имаше во тој момент противник што можеше да не победи. Без разлика
тоа така и идеше целиот тек на станите на тоа финале на А природно си одеше, ние Си си одеше. бевме екипа реално која што беше составена тогаш и од неколку репрезентативци, добри странци. Конкуренцијата беше што се вика фини на залез полека како екипа, другите исто така не беа ништо посебно, така да почна доминацијата на емзите која што трае до ден денешен, мислам само една титула дека не е освоена во тие 9-10 години колку се позади нас. Така да тоа е тоа Во тој мислам. момент од таа еуфорија која се дочека од Кавадарци, каде што тоа беше спектакл на сите играчи до денеска, дека не го забораваат тој момент. И не може, и цела Аеродром не може да го заборави тој момент. Затоа што беше нешто спектакуларно, самото спремање за тој последен меч, каде што се чувствуваше веќе дека тулата е наша конечно. Многу малку верува, мислам дека никој во тој момент дека нема веќе тука е, нема кај да бега. Се спремавме целосно, значи пошто знаевме дека не можеме таму да присуствуваме. Од тука од почетокот што ги спремаме бајраците, пиротехника, со кортел кој се тргаше од Железничка и по булевар се до Бисер, каде што таму организирано позади Бисер на видеобим го гледавме целиот натпревар. Тој што го гледаш, јас не верам дека не се ни сеќавам дека сум го гледал. Заземавме места за снимање, за да се сними целата атмосфера која беше незамислива. Многу луѓе, многу народ, сите. А беше работен ден, значи јас тоа го памтам дека беше работен ден. И генерално така ние не тргнавме многу луѓе од Железничка, таму имаше доста и луѓе што да пешки, и веспи, и коли, ама тоа бидејќи се тргаше прилично рано, беше негде 5:30-6, имаше доста луѓе уште што беа на работа, па некои се враќаат дома. Памтам дека не тргнавме многу, дека бевме не поише од 300 и си рековме па кај се луѓе, што ќе биде, и така малце по малце Го се чекаме моментот да сега нема луѓе, и беше чудно малце. се приклучуваа луѓе како не гледаа по булевар и беше интересно. Мислам кога стигнавме пише пред Бисер, тоа беше Веќе негде и затемни тој Да. момент, значи веќе се стемни. почна удакмицата, така беше малце тук смуц, јас кој што памтам нешто што гледав, ние двајца памтам бевме горе и ја снимавме целата балкон, атмосфера јасно. со камера. Прво од едната страна, па после од другата. И Најавно луѓе кои живеат од збора Да. за да може да се фати убав тоа кадар. тоа е мало на тензија таму и некако успеавме кај Да, ни луѓе двајца браќа кои што уште не знам дали живеат уште таму, така да ни дадоа пристап горе на една од терасите да се влеземе. одликуваше тој момент. Да, беше интересно, пошто татко им дома ја гледаше утакмица на телевизија, ние си влагаме ладо низ дневна поменуваме и тука веќе се знаеше дека ние ќе добиеме, пошто направивме некој пресврт. Така да тој последен дел беше за нас доста тежок, затоа што си чекал толку години и освојуваш прва титула, доле сите урлаат, викаат се, веселат се, паат стотици бакли, не се знае на која страна е поголема среќата, а ние седиме тука позади камера, снимаме клип што наредниот ден треба да го пуштиме на официјалниот канал и мораме да ќутиме. И тоа беше тоа, ама во секој случај Беше превочувство од денешен аспект, да, беше Не супер. вриштевме во нас. Да. Во тие моменти. И после беше исто така фасцинантен целиот тој дочек, затоа што памтам дека 50 на коли, може и повеќе, отидовме на Патарина. Пред Скопје ги чекавме, па тука имаше качување во автобус со нив, исто така еден том пиротехника. Баш беше интересно од денешен аспект целото тоа доживување. Се вративме секако, имаше еден куп народ низ аеродром кој што помина се славеше баш до Сабајле. Колку е тоа спектакл, може да отворите стари Има, весници и ќе видите дека во сите весници на насловна страна беше тоа дека ЕМЗ-то освоило титула. Да, тоа беше никоја насловна наредна страна. година и пред таа немаше дека некој друг клуб освоил титула, значи дека сите го очекуваа тој момент. Беше фешта, заслужена. Тоа беше фешта, заслужено се доби внимание толку големо. Од јавноста, мислам и за нас, и за клубот, и понатаму групата доби уште повеќе елан за следните сезони кои што ги игравме во Јадранска лига.
Така Цело да лето беше незаборавен е 2 мај, како што викаат Да. аеродромци, 2 мај Втори. секогаш е повеќе од 1 мај. Така да и за сите нас се останува тоа се еве 9 години, баш пред некој ден беше. Убаво искуство и групата тука веќе виде дека има уште повеќе простор да расне и да се развива на сите полиња, не само на осетиме бројноста. и нашата сила, значи Да. колку ние всушност можеме да направиме. И клубот застана конечно на нозе и се добија крила за понатаму да се може да се Тука функционира. сите работи веќе Полесно ни се познати, дишеш. претходно сите ги учевме малтене работи. Тука веќе ни беа познати и од тука натаму сите па и наредни сезони и све што наредно правевме ни беше и полесно и само беше надградување, све беше подобро и подобро. После титулата веќе се знаеш и пред титулата дека значи од тук игра во Јадранска лига за прв пат некој македонски клуб ќе настапува таму. И нормално тоа лето повторно не окуражи титулата. Ние почнаме целосно спремање нели за да им спратиме на тукашните клубови дека поздрав од Јадранот. Почна тоа лето беше едно од подарежливите од наша страна со графити, почнаме така по замашно секојдневно малтене да цртаме по 1 до 2 графити и вадевме слики. Исто беше Секој ден во 8. уживање, да. Секој ден во 8 Се имаш. очекуваш, иако беше лето, сите следеа што се случува, како на нели трансфер пазарот, дали Немза дека ќе донесе нов играч, но и за нашите графити кои тоа лето имаше поприличен број, мислам дека Па сигурно имаше некои 50 на јас 50 сум. на графити, Може и поише. каде што аеродром го освеживме, сите ѕидови кои беа туку така ишкартани или заборавени, сега ги освеживме, им дадовме една магија, како и на овие позади нас. Дадовме на луѓето еден катчиња кои, пример, се собираат пред тој графит, се Малска дружба, да. малска дружба, има позадини вакви за секој вид, значи за сликање, за Повеќето беа направени вака во еден од постарите трансформатори овде и вака има да кажеме еден убав голем зид, ама има некои трансформатори што се бетонски. сите беа И со претходни кореографии. Сите беа со Да, наши идеи, наши идеи од знамења, бајраци, било коreografии што во значи случај имаше. интересно. Значи ние оваа коreografија завивме баш сезоната претходно на некоја утакмица. Исто така лабава што се вика, никој не очекуваше, а сите кои ја видеа беа чудени видени. Нормално тука се стихови од песни, пароли, пораки други. И беше интересно, мислам, и летото претходно, таа 2011, мислам дека започнавме и тогаш направивме така некои десетина графити за некои исто така месец дена горе долу при крај на летото беше тоа. Целата ситуација беше затоа што и на Балканот доста групи си ги бележаа своите места со графити, така да ние сакавме на еден начин да го обоиме аеродром, затоа што и од маркетиншки аспект тоа може да ни донесе доста нови луѓе, доста деца, мислам аеродром е познат како населба со огромен број на згради и кога ќе им дадеш на луѓето нешто што ќе гледаат секојдневно, ќе поминуваат покрај него и ќе си речат дечки стварно вреда да ќе идеме да го гледаме МЗ. И тоа пак се поклопи тука и со Бевме и да, малку резултат. некој култ, пошто ние ќе доеме 2-3, веќе кога ќе почна да се изработува графитот, имаше маса на луѓе, од деца, од повозрастни. Па Нормално да, имаше пушта некои негативни луѓе тука, да. коментари зошто го уништуваат зидот, но немаше. Тука им превладува сепак Охрабрувачки. окрабувачки тие што им се допаѓа. Па пушта луѓето соопштенја, Помага, сендвичи, такви да, работи, значи. помага. Беше интересно затоа што пак ние летото ни беше горе долу слободно, ете од мене јас тренувам, знам дека тогаш не знам завршив факултет или така нешто. И ми беше слободно летото и баш го користевме да бидеме продуктивни.
Интересна е пригадата како заработувавме фактички за графитите. Многумина мислат дека на нас клубот ни давал пари или партија или општина. Тоа си нема врска со животот генерално. Од денешен аспект вака бизнис гледано функциониравме како невладина организација повеќе отколку како фирма. И бидејќи во фирма има и повеќе правила и директори и такви работи, ние така бевме по-стихиски организирани. Главно се финансиравме преку годината од карти, од маркетинг, значи пак за да ги свртиш парите ти требаат добри идеи. Не можеш ти да продадеш 200 мајци ако на 200 мајци имаш лоша идеја. Така да работите така беа некако ланчано поврзани, маркетингот со пиарот понатаму со овие работи кои што ги представувавме на секојдневно ниво. И од еден аспект наистина уживавме во тоа што го правиме. Користени идеи од кореографи или од пароли можете да ги видите по графитите или обратно. Сите тие работи се наши, да кажем, измислени работи кои што нормално не се измислени од еден човек, напротив, учествувале многу луѓе во нивна и изработка, и креација, и работа, и доработка понатаму. И тоа лето навистина направивме некои 5-60 графити пределно по места кои што се ударни и баш го заставивме реално секое мало, што па годината после тоа ни даде момент кај што луѓето од своите мала која заврши сезоната собираа по 100-200 денари дневно и вика кога ќе дојдете кај нас да нацртате нешто. Така да и следното лето беше така слично со некои 5-60 графити и не се сеќавам точно дали тие поголемите на школите ги направивме првото лето, мислам дека беа тие и тие беа стварно бум, затоа што еден ден луѓето го гледаа тука баш кај Блаже Конецки графитот и тие чкртаници доле со години, следниот ден се разбудија и пишуваше Family преку цело школо и им беше доживле. Понатаму на некој му текне и тоа да го прекречи. Ама ете, Боже мој, секој со своите дела и постапки. Тоа што сакав да го додадам во поглед на функционирањето е дека десетина луѓе генерално бевме задолжени за маркетинг, за идеи. Нормално секој можеше да даде идеја предлог во секое време и ние веќе чекавме кога ќе дојде некој и ќе ни каже нешто што е интересно, што може да го преточиме во реалност. Ја добра во тоа. Секоја идеја беше, сакавме да биде добра идеја претходно, првенствено. Измислена, секоја отпиваше по неколку дена, значи Да, и кои се со месеци во фиока. Да, значи не е тоа некоја сега и одма се прави, па да искочи гледа копија на нешто друго, значи секоја беше стварно уникатна, а вложено труд од многу повеќе глави и затоа изгледаат така убави кореографиите. Во таа година во Јадранска лига одвај чекавме да дојдат Партизан, Звезда, да покажеме и ние дека кои сме, што сме. Можеме да направиме некоја кореографија и се сеќавам тогаш имавме едно од најголемите покривни знамиња со Звезда која преку цела трибина во Борис Трајковски. 6/20, така некако. Која од двај го однесовме таму, значи такви некои моменти со комбе мораше. И други, таа цела беше со кореографии, значи гледавме колку што можеме, иако салата игравме во Борис Трајковски не беше далеку за одење, значи не моравме пак да ги анимираме луѓето за да дојдат до таму да се довлечкат, како не беше преку улица, многу е потешко кога салата е подалеку да отидат поголем број на луѓе. Да, не беше тешко на луѓето. Две-три екипи кои се позвучни, пак е се насобра голема маса на луѓе, но за со по непопуларните екипи ни беше и потешко, но сепак работевме целодневно за секојдневно, да. Таму имаше некоја активност, ако не продававме мајци, правевме графит, ако не правевме графит, правевме хореографија, така генерално ни беа поделени работите. Значи графити генерално се правеа во летен период, измеѓу сезона, кај што и сите луѓе, односно малски организацијски можеа да се потрудат да се го искречат зидот, да купат боја, да помогнат со логистика, со организација. Во тек на сезона нормално си имаше игравме тогаш шалови кои
не се маркетинг, произведува во Македонија, мораме потешкоти еден да куп. ги носиме од Србија, да ги шверцаме, тоа не беа 10 шалови, па да може да се прошверцаат нели во ранче, што беа количина 300, 200 шалови волнени кои ги зазимаат 5-6 торби огромни. Каде што требаат луѓе правиме и капацитет. магија за да ги донесеме до Скопје, за да Да. ги поделиме. Постојано, да. Значи, И- од оваа перспектива личи дека ние фактички сме работеле 24/7 за групата. Значи, така луѓе јас знам дека не работат за своите фирми и во своите фирми, во фирмите кај што работат моментално не даваат толкав максимум како што ние имаме работено тогаш за групата. Не само ние, да не ме свати некој погрешно, тоа беше некоја група од 20 на 30 на луѓе како главно јадро кои што постојано беа на штрек. Не можевме Да. да стигнеме толку, тоа е Постојано. невозможно. Имаше беше тука нормално, имаше поддршка од и од клубот кој што нормално ни излегуваа во пресред кога требаше, не знам, да се отпати салата или да се не знам, за некоја многу се најде ситна комбе, причина, да се нешто најде да се- комбе, таква работа за превозот, ни излегуваа во пресред и нормално ние бевме благодарни за тоа. Навистина интересни години од Таму имаше една екипа на првото гостување, кога сакавме да бидеме сведоци на првата утакмица со Цибона, во Јадранска лига. Тргнавме една екипа од 20 на луѓе. 20 на луѓе. И малку фалеше да ја поминеме уште у една граница Хрватска, за да бидеме присутни на тој надпревар, да сведочиме на таа прва утакмица на МЗ со Цибона. Може да И- влезевме, немаше победиме, Да. така ми делува. И не вратија на нормално нели со полициска придружба, све бевме вратени од хрватска граница назад. Низ цела Србија со полициска Цела се каже придружба. што попат дознавме дека сме победиле и комето мораше да застане за да не се превртиме. Тоа беше лудница која тешко се доживува. И така Така да да. и сите наредни. Имаме Јадранска гостување во Партизан, во Пионир. Да. Не беа дозволени гостувањата, затоа бевме барем на домашните натпревари да бидеме што подобри. Да, не беше дозволено организирано затоа што стално имаше можност Иако да ние не вратат. малку ми не знаат дека праќавме дописи до повеќе клуби кај што сакавме да идеме, нигде не ни беше одговорено. Прашувавме нели во клубот дали они можат, таму одма експертно ни кажува дека не може. И повторно на наша беше Одговорност, да. одењето таму, одењето во Крагуевац, Сегде Љубљана, Лакташи, кај Љубљана, плакташе едно гостување каде што клатевме во комбе повеќе од 18 сати. Може да замислите, не знаеме ни кај идеме, што е најинтересно. шоферот не И знае. шоферот не знае местото каде е. Во тој момент не беше како сега со GPS па да можеме толку брзо се снајдеме. Од 2 го најдовме за одма после тоа па да се вратиме назад. Значи 2 сати одма па се враќате назад. Уште толку назад пат. А рачунете дека после треба нареден ден или идеш на работа. А за 4-5 дена пак имаш утакмица Пак некоја имаш дома, утакмица, треба да спремаш Кој хореографија. ентузијазам сме го имале и со која љубов сме го правиле тоа, чим сме се жртвувале толку во кој би се жртвувал, пример, Да, и 30 тоа кусур сати пат за да гледа нека утакмица каде што и од таа да се лажам со Лакташ изгубивме. изгубивме глатко таму нешто Од 30 Игокеја. разлика. Да. И пред такви утакмици таа сезона која беше интересна за да покажеме дека можеме, ние се плашиме од тие поголеми клубови, дека можеме да им дојдеме таму на гостување, пошто нели кај нас исто неколку само имаше дојдено На Партизан навијачите дојда 2 пати, затоа што генерално и немаше некој навивач во Јадранска лига од другите клубови. предобра хореографија. Да, генерално ги чувавме тие големи добри идеи хореографии за тие Партизан, Звезда, ЦДВита, Олимпија, не знам Предобра кој беа. Ама може да се види сега како изгледаат тие работи од денешен аспект и во момент на видео и во момент на аудио, значи и по слики и по видеа да се почувствува таа атмосфера
Генерално ние Борис Трајковски не го сметавме за свој домашен терен, иако игравме таму. Не бевме навигнати на толку голема сала, на акустика и ни беше чудно затоа што цел живот бевме биле далеку од тук. играчите, претходно да биде близко. И фалеше тој момент. Ама мислам дека добро се снајдовме, да. Од овој аспект, дека кога ќе се видат сликите и видеата, дека одлично си имаме снајдено, поготово тие нормално први 2 години што игравме таму, односно вкупно мислам дека игравме 2, ги игравме и од домашно првенство утакмиците, после таму затоа што салата нормално ни секој гледаме се покажеме. Така да тие години стварно остаја белег на нас, затоа што ние тоа што првпат се вработив, ми се чини 2012, 2013 и кога поминуваш 8 сати на работа, веќе не можеш тие 8 сати да ги поминуваш да работиш за групата, ама реално секогаш сме се наоѓале дали после работа, дали за викенди, да седнеме да направиме договор, да видиме што ќе биде следна кореографија, кој ќе биде следна мајца, да. За колку што можеме повеќе да, а да не правам мобет за гостувањето, затоа што пак и тие во Македонија, реално тука, не знам, Куманово е на сала, Реме Кавадарци е на 2, Охрид е на 3, ама кога се во работни денови малце потешко за организација, за доста луѓе кои што имаат работено, не е само за нас, а кога јадрото ти е 100 луѓе и кога 60, не можат автоматски и 40 спаѓа смена нив. Така да тие гостувања беа доста интересни, поготово во Пионир со Партизан, затоа што кај нив тогаш навива овие забранени. Там со нив дека имаше и довикувања некој. Во секој случај беше интересно да се биде дел од таа припрема. Тие 2 сезони во Борис Трајковски од Вајдо чекавме да се вратиме. Во тие моменти се правеше новата сала. Ја срушија лименката. Нашата траја лименка, но направија нова сала која не ни беше по кејф со сите работи со бојата на столчињата. Интериерот. Со сето тоа што ни го обеќаа пред да се сруши лименката, со тоа што го добивме од после, нели? Да, некои утакмици таму бевме сосема солидни, мислам. Солидни, да. И на првите и понатаму игравме некои дерби утакмици, мислам дека визуелно тоа што го представивме, па и со песна, беше на високо ниво, реално продолжи приказата што ја теравме претходно во Борис. Малце можеби помалце по бројност, затоа што некои луѓе така малце се дистанцира, пак ќе повториме нели заради ситуацијата со столиците, некои се дистанцира и седеа на други места во салата. Ама во секој случај имаше јадро, имаше луѓе, тука ние работевме и направивме убави изданија. Кога ги гледаме некои 5-6 убави хореографии и пиротехники и слични, беше навистина окей. После таму 2014 на 2015 беше таа сезона, многу се створи некоја лоша атмосфера и околу клубот, и на тренерски план, и на играчки план, имаше многу промени и така кулминира. Така како што одеа работите кулминира, а мене ми се чини таму кога игравме еден купот се играше кај нас во сала, изгубивме од Кожув, ми се чини во полуфинале. Последна секунда изгубивме. Примивме некоја тројка во последна секунда и тогаш више мислам дека луѓето навистина пукнаа, ама од оваа перспектива кој знае што ќе се случише да го освоевме тој куп. Ја мислам дека ќе застаневме на нози и дека ќе се вратеше можеби ситуацијата повеќе во нормално. Така да понатаму отидовме недоразбирање со управа, пријави, влегување по дома, претреси, распити во станица за никакви дела, притисоци од сите страни и тоа беше реално голем удар и за нас и за целокупното јадро, за тие некои 5-60 луѓе кои што секојдневно беа на удар. Имаше пријави за смешни дела, како не знам, националистичко пеење од пред 5 години или некои измислени дела. Во секој случај дојдовме до ситуација кај што си рековме дека нашите лични животи и семејства не треба да ги изложуваме на стрес, на закани и на слично и дека ќе има време кога ќе се вратиме, односно кога ќе се врати групата да функционира по нормално. Така да и отидовме некако тивко во бојкот,
без некое официјално соопштение или нешто, едноставно само на една утакмица ми се чини пред крај или на полувреме се собра знамињата и си искочивме протестно. После тоа имаше некои, да кажам, пароли од наша страна кои што ги остававме, чисто да ставиме да знаеме дека сме тука, дека екзистираме и се случува работи. Мислам, ние си функциониравме колку толку, завладеа генерално една поголема депресија, ама и тоа се должи на тоа што и луѓето порасна, најдоа посериозни работи, некои се оженија, им одеше ситуацијата, не им беше едноставно повеќе на луѓето затоа што осетија дека од другата страна нема позитива, не им беше драж да идат на утакмици, не им беше интересно, не само од аспект на дружба, туку и така клубот некако им стана стран. Целото раководство и луѓето кои што тогаш го водеа клубот од прв до последен сите беа така некако на нож наоштрени против луѓето кои што ја водеа групата и немаше можност за договор, за консензус. Дека хейтавме салата, автоматски некако се створи некоја негативна енергија од нивна страна према нас, како дека подобро нас да нема да има некои неблагодарни, дека сме подобро нас да нема да има некоја, тоа се носеа дури и партиски луѓе таму да седат кои не им беше ни драг ни МЗТ, беа приморани учителките да ги носат децата од школа на МЗТ кои си игра чисто да се покаже дека има публика, луѓе како дека не е ништо, дека се може без нив, може да се донесат. Иако испадна дека не може баш така да се донесат, не се носат баш така некој што го сака МЗТ, треба да помине време да се створи љубов која стварно денеска трае. Тие се на 100% сум сигурен дека денеска не пратат што се случува со МЗТ за разлика од ние кои секојдневно пратиме и гледаме. Иако не одиме на утакмици. Иако не сме директно инволвирани, малтене за себе ќе кажам, сум директно инволвиран и мојата фирма денеска помага на клубот. Од самиот почеток кога не сме почнали да го формираме нашиот маркетинг, тоа никој не го знае од сепак и многу други луѓе исто работат за клубот, за негово добро, а не се присутни. Не се присутни, не се видливи. Се створи така некоја атмосфера, тогаш и општината почна да ни прекричува некои од големите графити за нас. Тоа, како што кажав предходно, доста емотивни сме по тие прашања, затоа што нешто кога си вложил, исто како да направиш куќа, некој да дојде ти ја сруши и да ти каже не е твоја куќа. Предходно ни викаа браво, топ, еве ви го дајте и ова школа, направете го и ова, има еден зид нова, од нигде никаде да искочи дека уствари сега пошто вие не сте со нас. Се удри реално таму кај што нас не боли. Ама па и ние генерално не бевме такви за да ќутиме, така да вративме на оној пак на навијачки начин, значи ние не одевме некому лично да не знам да псуеме мајки, да направиме таква некоја штета, го правевме тоа така на по мангувски начин, не знам, со некоја парола или не знам со некоја објава на интернет или нешто такво, го правевме на тој начин да оставиме белег. Може би тоа не беше исправно од денешен аспект да го правиме, ама во моментот нормално така сме се чувствувале и пошто сме генерално емотивно настроени кон МЗТ, аеродром, фемили и сите работи кои се случуваат околу нас тука, понатаму и нормално не можеш секогаш да имаш добар фидбек од друга страна, може понекогаш ќе заглавиш на некој прашање. Така тие години ние бевме активни тука во позадина 2015-16 се следеше МЗТ. Некои одеа во сала, чисто го следеа така симпатизерски, значи без набивање организирано, без слично, иако имаше обиди тогаш. Јас памтам од управата дури и за едно финале со Куманово, памтам дека се играше на 3 добиени и првата ја изгубивме дома и требаше да играме втора во Куманово. И знам дека ни се јавија да одиме на состанок каде да се договориме да се вратиме да одиме на финал. И нормално од наша страна тоа беше дочекано, тоа скрос не е навијачки, тоа нели
до сега нели ви е срам се што направивте контра нас за сега пак да не барате назад. И нормално дека не прифативме затоа што не е исправно. За да си го доби тоа финале понатаму 3-1, играчите си покажаа дека секако што треба, мислам имаше дури слави во бисер. Ние во ниеден случај не сме биле против играчите, секогаш сме биле позади нив, позади стручен штаб и секогаш сме седнувале, сме се дружеле со нив, сме правеле муавет и тие го знаат тоа. Така да не имавме само несогласување со луѓето од општината, со луѓето од клубот кои што беа во општината и обратно. И така имаше еден период во кој што ние се спремавме да направиме камбек и го направивме на ново покажеме дека да покажеме дека сме тука, дека уште го имаме тој елан, дека во било кој момент да се вратиме можеме да направиме нешто уште поголемо. Седеше во нас, го чекавме правиот момент, кога веројатно ќе биде све тивко за да може ние тогаш да блеснеме и во тој момент тоа се одлучивме да направиме еден графит кој па не скромно да кажеме дека е најголем. Тука по квадрати во околина сигурно, мислам дека тогаш и меѓу топ 3 сигурно во Европа. Знам дека имаше еден поголем во Израел. Сега дискутабилно дали Израел е Европа или не, нема врска. Во секој случај ние сакавме нека се квадрат 2 помалку плюс минус, тука бевме околу 1 километар голем и потпадот кој го превземавме за толку кратко време. И да, тоа беше интересно, тоа беше 2017. Сите врски кои веќе бевме тука сите со работа и со обрски страшни. И сакаме да покажеме дека ето сме уште сме тука, значи ако сакаме можеме да направиме во било кое време. Било кое време. Значи тоа беше девиза наша и порано, значи правиме што сакаме. Значи нема нешто што не можеш да направиш, нема нешто што не можеш да организираш, не може нешто да ни падне на памет и да кажеме ова не може да го направиме, може само да го модернизираме, да го направиме во наш стил. Има снимки, значи како течеше целата организација, како идеше тој. Да, таа идеја ја имавме ние неколку години претходно и така се чекаше момент. Кога бевме многу помасовни, кога имаше многу повеќе. Кој имаше доста повеќе луѓе и ентузијазам околу МЗД, па сигурно таму од првата титула имавме таа идеја. Кејот на аеродром е место во кое што постојано некој циркулира, се дали спортува или шета, значи баш е место од кое што има дневен промет на луѓе, се едно дали лето или зима. И немавме само идеја во тие првични години што и како би направиле, за подоцна таа идеја да си дое сама по себе. Дека единствено нешто што може да направиме на таков визит кој што е рапав е се некои букви, текстот песесна или нешто. Ние за среќа имавме предобри песни и можевме да извадиме текстот песна која што кога почнавме да ги мериме буквите и бројките испадна дека негде точно и тоа почнавме да го организираме ние таму негде март месец 2017, затоа што во тој момент групата не беше функционална цели 2 сезони. Се работеше некој маркетинг кој што претежно беше, при тогаш маркетингот беше наменет претежно за луѓето. Парите што ги собиравме, пошто имавме луѓе во притвор, во затвор со казни, со пријави, претежно тие пари за тогаш ги имавме насочувано во таа насока. И тоа седнавме, рековме дај се приближува 20 години прослава за групата што да направиме, иако сме бојкот дека мора некако да го обележиме тој момент. Да. Бидејќи датум немавме, реално се договоривме дека може тоа да биде било кога во 2017, 20 години реално не се малце и голем број луѓе генерации поминали низ групата и заслужија такво нешто. Така да кој што се сеќавам направивме некои 2 врсти мајци, под не огромен тираж кој што сме знаеле да продаваме, ама во секој случај собравме доволно пари кои што може да ни бидат доста за самиот графит и ни требаше уште нормално дозвола, затоа што реално не сакавме сега ние да вложуваме пари и средства, понатаму се да дое некој да ни го прекречи. И дојдовме до момент кај што видовме дека фактички никој нема јурисдикција на тој простор, се вративме општина аеродром, нема. Добро, во град Скопје се јавивме, бевме во град Скопје, правевме дека всушност немаат надлежност.
Да, сите рекоа може, правите супер, нема никаков проблем. Дали ви треба, да не ви требаат средства, немаме средства. И ние им рековме, ние до сега све што сме правиле сами, така ќе го правиме и ова. Така да, буквално се организиравме недела дена претходно, се беше мерено, чекавме да биде убаво време. И мислам дека почнавме негде четврток вечер со кречење и со набавка нормално на боја, бидејќи тоа е правено со боја, има доста мислам дека поtrošивме некои 250 кила боја, која ќе се разрези, искачаат негде 300 кила вкупно фасадна боја. Денес кога се помине покрај графитот ќе се види дека малце излитен, ама реално за период од 4 години и не е толку лош. Ево вие се, да кажеме од 2011, тука се 10 години, може да се види дека добро се држат. Оваа е јужна страна, малце поише има изгледано, оваа е баш као да е правена пред една недела. Така да ние со бојата бевме на ти веќе специализирани, знаевме што како треба да правиме, колку ќе ни треба, колку пари ќе ни треба, така да тоа беше у танчина, значи испланирано, организирано, требаше само работни раци. Значи се организиравме, вкупно мислам дека некои 20 луѓе работеа. Некои повеќе, некои помалку, нормално секоја рака беше добре дојдена и ние сме благодарни за што успеавме тоа да го завршиме за некои 3,5 дена, ми се чини. Се прекин некој ден. Се прекин, да, затоа што знам дека еден ден нешто врнеше, ама се собравме и тоа да работиме, затоа што беше некој дош таков со организација околу некако се отварање, со да. Така да манифестација беше за 3,5 дена се заврши. Со пиротехника, со све, да. Значи беа вклучени повторно сите тие што никој не ги гледаше, никој не гледаше на утакмица, но беа тука. Сите што сакаат да учествуваат беа повикани да дојдат, сега за некој имаше бакја, за некој немаше. Тоа отварање, пошто е доста прометно местото на кое го правевме и да. Се очекуваш секој момент кога ќе се заврши за да нели има такво некој свечено отварање за да за и ние да земеме одушак и да си речеме направивме нешто што е светски. Понатаму мислам дека следниот ден кога се разбудивме имаше не знам 20 портали што го пренеле видеото, сликите, тоа мисија вува луѓе, аз знам дека бев на работа и вие ли го правевте, што направивте, знам дека ние го отворивме сабота или недела, веќе понеделник на работа, дека беше хаос кај мене, па дали сте нормални, што сте направиле, колку време ви требаше и сите беа со прашања, иако не беа од некои спортски навивачки свет. До 5 на работа се чудеа во кое време кога сте правили. Среќа беше таков некој летен период, старт на лето, беше убаво време. Поголем беше денот и денот, да. Имавме простор додека едните кои изнесе на работа го спремаат зидот, па после со блицот, телефон, се осветлува за се исцрта. Да. Се работеше 3 смени реално. Имаше и луѓе кои што има една таму рибарска колипка, решија на да спијат, чисто да го чуваат, некој да не помине, да не направи некоја белја. Нормално никој не помине да направи белја. Го направивме тоа, навистина ние сме горди на сето тоа што го имаме изведено и на некој ако му кажеме сега колку пари се до тоа чини, ти ни каже не сте нормални вие. Да, значи такво нешто. Има една приказ на која малку може не ја знато си мене и Марко. Кога не викна исто да ни помогнат од T-Mobile, каде што беа зацивени од нашиот маркетинг и каде што ни беа понудени многу други работи, само ако стои тоа Т на ракава, каде што ние го одбивме на прва и се чудеа сите зашто беаме одбиено таму. Очекува дека тоа готова работа. Тоа што е готова работа, толку пари и таков никој не би одбил, па камоли ние сега кои не изгледаме дека имаме премногу пари, се расфрламе со пари, па ќе одбиеме таков. Мислам дека се работеше за некои две-три дуксери кои ќе ни ги дадат само да стои нивна реклама на дуксерите, реков нема шанси. Може само ако не стои никаква реклама, што нели T-Mobile како не прави фирма такво не го дозволува тоа. И од еден аспект сигурно ќе беше па да, ние сега ги земавме ќе заработевме многу, но ќе едноставно ќе си ги прекршевме нашите правила дека не дозволуваме некој да не подкупи и тоа стоеше така, истото беше и со некои кореографи кои
многу паметно ги изигравме, ние рековме нема проблем, ставете како сакате знакче на картоните ако ни ги дадете. Нема никаков проблем и отпосле кога видео они дека кога дојдоа во салата видео дека на картоните не стои никакво знакче. Тоа беше целосна организација или ги прелепувавме два картони за да не се гледа дивната реклама. Ако видиме од тој момент на други надпревари каде што бевме сведоци, многу стоја реклами на други фирми. Ние не дозволувавме така никој да не подкупи и Да, па имаш и тоа случаи беа од суми кои стварно ќе заработевме премногу за да ги помогнеме на групата и тие пари кои би ги спомнал на некој сигурно може и ќе профитирал. Ние немавме таква цел и затоа и Да, баш напротив. изгледа целиот впечаток на крај. Баш напротив, бевме настроени да штедиме, така да имаше една кореографија Јадранска лига со црвена звезда која има покривно знаме. Тоа знаме го собравме, па за наредната со Цедевита, сето тоа покривно знаме беше исечено на мали барјаци. Фактички направивме од една кореографија две, понатаму тие барјаци се искористија за нешто трето се искористија. Така да сме биле, што се вика, ко за своја куќа сме гледале да штедиме, да гледаме да има за сите и тоа понатаму не донело да никој да не подкупи, да не бидеме некој вид на реклама за останати за фирмите и за останатите моќници. И во тоа успеавме, мислам дека и за тоа целиот овој печаток кој се гледа, кога денеска ќе ги погледнете сите видеа, слики, клипови, ќе видите дека целото тоа се исплатело и ние сме задоволни од денешен аспект. Па и повеќе задоволни, мислам, како тоа секој испадна и кој не би бил задоволен вака кога се гледаат низ годините таму од 2009 до 2015 па и 17 со графитот, тоа се некои стварно доста активни години за нас. Понатаму нормално животот си носи други некои барања, интереси, занимации, што не значи дека ние не ја следиме групата или не ја помагаме на некој начин, затоа што вака кога ќе се видат и тие кореографии, не знам, прени 2018-19, кои што не се многу, а пак 80% од нив се наши идеи кои што сме ги пренеле, кажале, кои што сме останале кои не биле да, кои што биле во фиока и исто други работи како Дуксеви мајци што сме ги што ни тлееле, односно сме ги чекале како идеја, така да тука сме учествувале горе-доле, има печат наш, може да се види, така да кога ќе се види една мајца, не знам, од таму 2005-та, една од 2010-та и една од 2015-та, може да се види јасна дистинција помеѓу тие работи. И од денешен аспект нормално ние нити жалиме тама работа, баш напротив многу сме горди на тоа што го имаме направено и за клубот и за групата. Тие вистинските кои што не знаат и не познаваат, тоа нормално го ценат, некои повеќе, некои помалку. Генерално мислам дека сме дале максимум и тоа е секогаш било наша главна замисла, значи да даеме максимум, да треба да спиеме во сала, да делиме сендвич на гостување, да направиме три кореографии од едно платно и со среќа на наредните нормално кои што понатаму треба да ја носат групата. Не задоволство беше огромно. Да, нормално тука сме да помогнеме што треба што помагаме. Со Совето давно. Денес сме тука на едно интересно место во градскиот парк во Скопје. Од мојата лева страна, ваша десна страна, западната трибина на градскиот стадион, култно место за навивачите во Скопје, сега нормално во Ново Руво. Од пред неколку години и од моја десна, ваша лева страна, салата на КК Работнички. Тука сме денеска да дадеме еден краток омаш, еден поздрав за еден од ликовите кој што има одбележано македонската тифо сцена и кој што токму на овие две локации ги има презентирано голем дел од своите идеи. Тоа е Горан Костадиновски Гокси, кој што за жал денеска, односно последниве година и пол е починат и не е со нас. Сакаме да го поздравиме на кратко, затоа што ние како луѓе бевме со него доста блиски и можеме да кажеме дека во последните, да кажем, 10 години и дружевме повеќе секако во една онлайн форма, затоа што бевме на сосема различни локации.
Интересната приказна тука е секако поврзана со тоа што тој на нас, иако ривалска група, односно од City Park Boys, еден од основачите на таа група, сепак можевме доста добро да се разбереме со него, да си направиме муавет и во секое време да наидеме на добар совет, критика или што и да е. За жал или за среќа, така се поводи од хронолошка гледна точка, неговото активно учество во трибината на City Park Boys да не се преклопи со нашето толку големо активно учество во нашата трибина, односно трибината на поддржувачите на МЗД Скопје, односно Family Aerodrome. Така да тој е активен, односно еден од основачите на City Park Boys таму од 97 па се до 2007-2008 ја држи групата што се вика, а понатаму настапуваме ние, што од друга страна како се вика дава еден посебен акцент на целата ситуација. Исто така голем број наши постари луѓе, односно наши постари членови на Family, на Service Crew, на Пирамида и останатите се знаеа многу добро со него, другаруваа, беа дел од западната трибина, односно поддржувачите на ФК Вардар. При едно негово доаѓање во Борис Трајковски, каде што настапувавме ние привремено, седеше доле додека ги снимавме нашите утакмици, нашите изданија, и при едно моје прашање, пошто се гледаше дека е запрепасно тоа како добро изгледаме и колку тоа се трудиме да изгледа нашата трибина перфектно, му реков дека му се допаѓа тоа, потврди и го прашав кои се подобри ние или он кога бил во неговото време. Рече дека секој е добар за своето време и е голема и е многу лошо што не сме се поклопиле барем на малку да видите таков судар на Титани. Мислам дека тоа му беше и сосем коректно, за неговото време он беше најдобар, за нашето ние бевме, мислам дека најдобар. Да, редовно доаѓаше на МЗД, ако игравме во Борис Трајковски, се едно дали доле во партер или на трибините, се едно дали играме ние некоја утакмица со Крка или играме со Партизан, се едно умече дали е полна салата 6000 луѓе или 300, во принцип сакаше да ги следи тие изданија на групите, редовно беше нормално ги следеше изданијата кои што ги правеа општо генерално скопските тифо групи, но секако во последните години, односно во тие години кога ние бевме активни во Јадранска лига, баш имаше моменти кај што буквално беше поредовен дури од некои наши членови на МЗТ и така редовно си комунициравме, си разменувавме мислења. Нормално имаше луѓе кои што тука да кажам злијазици кои што мислеа дека нашите идеи се од него, дека тој е фактички креатор на некои од идеите кои што ние ги презентиравме, се дали преку кореографии, мајци или што и да е. Тоа нормално дека не е вистина, но вистина е дека ние бевме доста блиски и навистина едно големо жалење што не е веќе со нас. Така да, ова е чисто од нас еден поздрав за Гокси, кој што сега ќе биде неизбришлив трак на македонската тифо сцена и човек кој што реално нема да се повтори и да биде повторно такво ниво на интелект, присутно во највачкиот спортскиот свет, но и од друга страна опфаќа моменти на социолошко-друштвениот живот. Генерално не гледаме дека во блиска иднина би се повторило. Така да, тоа е еден поздрав од нас.